предуслов за економска стабилност во Република Македонија најпрво политичката стабилност. И секако предуслов за економскиот раст е оваа политичка стабилност која што ја очекуваме. И која што ја немаме во изминативе веќе втора година од кога трае политичката криза. Она на која што апелиравме е брза разрешница која што за жал не ја добивме. И во секој случај компаниите најпрво очекуваат да се постигне целосна функционалност на институциите, како би можеле да продолжат компаниите со своите процеси кои што ги имаат отпочнато, бидејќи знаеме дека предуслов за економскиот раст е зголемување на бројот на вработувањата, намалување всушност на невработеноста и во секој случај значи реализирање на оние инвестициски проекти кои што компаниите ги имаат. Одно што од исто така исклучително значење, го повторуваме повеќе пати, е дека требаше да се постигне брза разрешница. Сега гледаме дека имаме повторно нов договор, кој што би бил предуслов за смирување на ситуацијата, за нови избори. Меѓутоа, во секој случај, бидејќи повеќе пати имавме лажен аларм за реализација на избори, најпрво би требало да причекаме да видиме дали и овој договор ќе се испочитува и ќе се оствари, како би можеле да знаеме и компаниите практично да излезат од оној грч во кој што се наоѓаат за да отпочнат со своите инвестициски проекти. Така, инвестииските проекти на некој начин беа и замрзнати додека траеше оваа политичка криза, доколку се оди како што треба, дали ќе има можност за реализација во тековната година? Па во тековната година не знам колку ќе има можност за реализација, бидејќи веќе се наоѓаме на прагот на последниот квартал од 2016 година. Верувам дека компаниите оние планирани проекти инвестициски кои што ги имале зацртано за 2016 година, веќе ги имаат пренесено за 2017 година. Сепак тоа се долгорочни планови кои што не може така да кажеме адхок од една во друга минута да почнат да се менуваат и да се пренесуваат. Се надеваме дека најпрво ќе видиме во декември месец на крајот на годината дека ќе имаме најавени предвремени парламентарни избори, а понатаму се надеваме на успешна 2017 година. Така, само за крај, дали се очекува заживување на економијата по вчерашните резултати? По вчерашните резултати всушност ништо и не кажуваат. Значи, тоа го кажавме повеќе пати, имавме најави, бизнес секторот се згрчуваше, се релаксираше повеќе пати, значи се надеваме дека ќе успееме да видиме искреност во намерите на тоа да се постигне најпрвен разрешница на оваа политичка криза, предвремени парламентарни избори и понатаму нормално функционирање на институциите најпрвен, во наредниот чекор нормално функционирање и реализирање на инвестициските проекти на компаниите.